Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓурѓиевски. И гостинката ни ја открие. Гостинката, така е, да. Чекаме уште еден гостин. Го чекаме гостинот, кој што се пробива низ гужвите и во сообраќајот Скопски, така што дефинитивно ќе имаме интересно издание и денеска. Тоа си го знаете. Еден час на располагање и денес за Никој како се разбира интересни муабети, музика и забава на телевизија. Така е. Прашања кои што веројатно едноставно изгледаат, но кога ќе треба суштински да одговорите, малце по-специфично е тоа размислувањето околу. Ќе видиме како ќе се снајдат нашите гости. За почеток ја најавуваме Зорица Попанчич. Здраво, добро ни дојде. Здраво, добро ве најдов. 30 години кариера, така ли? 30 години во Велешки театар. Во Велешки театар. Конкретно во Велешки театар, почнав со играње и малку додека бев на академија. Добро, не откриваме кога. Не, зошто да не откривам? Кажи си. Не дај Боже пак да имам 20 години. Не фала. Не сакаш? Не. Зошто што правеше Зорица на 20? Многу работев. Ако да сега не работиш? А сега дека одмарам. Нема врска. Сега веќе рутина е работата. Ама поинако е. Поинако е мојата опуштеност на сцена. И затоа не би сакала пак да имам 20 години. Не, секоја брчка имам заслужено, спечалено, честно. Добро, немаш многу брчки, така што не и би да се били имам. Мој се, фала, се што оди со мене, ми е добро. Да, кога вака тргна, го чекаме само Ненад Витанов, ќе зборуваме повеќе за сето она што се случуваше деновиве, нели? И се случува. И се случува се уште, да, многу интересен фестивал, нели Петра, но претходно ме провоцираш сега со ова 20 години. Како тргна твојата приказна во однос на актерството или глумата? Секогаш ми е интересна таа аудиција на која што одите и треба да се представите за да ве примат. И секој си има некаква Ја мислам дека нема актер кој што ќе дојде, ако биде доволно искрен и ќе каже, мене ми беше топ, ја многу лесно поминав, тоа така све, нели? Глатко е. Не постои такво нешто. Мислам дека не постои. Не знам, супер би било некој така лесно да го помине приемниот. Приемниот како приемен можеби не е толку тежок, меѓутоа дали ќе те примат. Нашето прашање, мислам, актерското прашање, дали сум јас доволно добар, постои до неколку години од како ќе починеме. Така да, мислам, дури на тие години, на 18, на 17 се запишав јас на академија. Нели завршив средно. Добро. Веднаш се запишав на академија и нели не знаев кај сум. Добро. И беше тешко. Што имаше, што подготви? Сеќаваш? Да, подготвив од дневникот на Ана Франк. Да, тоа беше моја една приказна, всушност, многу лична. Во еден период од мојот живот, кога јас си ги пробивав границите дома со мајка ми, татко ми, смееш да излегуваш, кога смеам да се вратам и така натаму. Правила. Да, во една прилика му напишав писмо на татко ми. Дека јас сум веќе возрастна и дека не мислам. Смешки. Многу смешно е писмото. Од овој аспект. И убедливо верувам после писмото. И му напишав писмо на татко ми, кој што беше човек алтан збор. Не зборуваше многу, ќе кажеше нешто, тоа беше така. Јас многу зборувам, не знам колку кажувам, не е битно. Му напишав писмо и знам дека ми беше многу луд после тоа. А му го даде писмото? Му го оставив во дневна вака, му го оставив на неговото место кај што обично седеше. Така онда го прочита и после тоа нешто не ми реагираше никако не ми изреагира на писмото. Сега ќе ти кажам, веројатно има нешто. Не ми изреагира никако, ама после некој време, нормално, нели, доаѓа момент кога јас нешто треба да го прашам и тој да ми одговори. Јас го прашам и он кјути и ме ме слушаш? Што те прашам? Ми се врти и ми века, напиши. Добро. Има ни го и вториот гостин, така? Ајде, Ненад, те чекаме. Ајде, именјак повели. Именјак. Успеа да се пробие. Да, здраво. Добре ни дојде. Сега јас ќе бидам некој кој што ќе ти помогне. Ова знаеш позади вака? Ајде ти мисли. Да, како да не знаем. Добро.
ќе се снајдем. А ова потпушува и овде како на второ завршува почит. со писмото? Па јас читав дневникот на Ана Франк и гледам таму исто едно такво обраќање на Ана Франк кон таткој. Добро, И го земав тоа, мислам, тоа емотивно, ништо не значеше тој монолог. добро. Пошто на академија, кога одиш на приемен, треба покажеш емоции, солзи, без, Да не видам, знам, добар си, нешто. добар си. Дали е добро се? Ненад, кажи нешто те чуема? Не е добро. Чекај. Нешто Кој без- Ненад? Чекај, бидејќи сме во живо, не е никаков проблем. да се Ќе наместиме. се искоординираме, наместиме се со цел нели публиката, односно гледачите да може да те чуе. Треба наопачки сега цк, Да. цел круг да му свртиш на тоа чекај, микрофончето. измучете му го микрофонот за да не се случи. Хаос. Ш. Добро. И И така јас го покажав монологот и тоа беше толку едно такво без никој одредено расположение нешто. Професорот Милчин се качи на сцена, од кој што јас многу се плашев. зошто се плашеше? Па така ми кажува дека е Дека е многу многу строг, строг. страшен, Аха. а нема врска, мислам. Да. Тој се качи на сцена за да ме испровоцира, некаква емоција да испровоцира и така не заврши тоа многу славно, пошто не ме Па испровоцира, јас се надмудрував со него, така од позиција на лик и нешто видела комисијата и например. Супер. Така Ненад, беше. За среќа. Муабет, За среќа. да. Добре ни дојде. Добре ни дојде. Може се слушаме. 1-2-1-2. Кажи ми како е ка Континентал, да им кажеме на оние кои што тргнале да одат натаму. Значи сервисна информација. Сервисна, кажи. Гужва, голема гужва. Добро. И теја стигнав. 2 Едвај. Значи, од Велес до Скопје, односно до Телма, колку време патуваш? Од Велес до Скопје, Од Велес до 25 Блес на минути, Скопје, од Блес 25 на минути и Скопје до 45 минути во Скопје. Па и добро се помина, Па добро, можеше во са овој типов да период. патуваш од Блез на Скопје до Само за одјава да не стигне. Кога сме кај сервисните информации да ги замолам од паркинзи да не ми ја дигнат колата, да Ај, напротив порака. За паркинг имаме овде, ама ајде, добро, сека средиме. Битно е тука си. Така е. Добро, ќе се надоврземе на муабетот околу нели почетоците, така некако стартувавме па после за Не само за да го фестивалот. представиме. Ненад Витанов е режисер, директор на фестивалот Петра и селектор на Охридско, ето чисто за за Да, пошироката да. публика. Да. Каков беше твојот пак аудиција за режисери? Каква е? Вие па треба да чекате секоја втора, секоја трета, каква е година? Секоја четврта година Секоја четврта па. кај нас. И Тебе ти јас се ја имав падна таа, од не ми се четвр- падна, имав таа несреќа 3 години, тогаш претходната генерација беше примена Леле. на режија и судбината некако ме однесе, студирав во Црна Гора, таму се запишев, таму конкурирав на факултетот за драмски уметности и натаму ме нанесе патот, дали веројатно за среќа, Да. Иначе Да. така требаше 3 години да се чекаш. да чекаш да воопшто да конкурираш, Така па прашање е, и дали па ќе барем прашање. те Чекаш, примат. да и Мометот ми е следен. Какви се аудициите па кога станува збор за режисер? Што Многу, треба да многу направиш? слични, Ти само- треба да направиш театарска представа, некаква Не, го некаков- правиме ти на ниво на нашата работа на режисерите на ниво на експликација. Пишуваме, експлицираме, тоест објаснуваме како би направиле ние одредена представа, добиваме одредена тема. одредено дело, драмско дело, дело добро. и тоа на тоа дело правиме експликација која се содржи 20 до 40 страници, една анализа и после тоа пред Комисија. комисија се брани, условно Да, се брани да. тоа што сте го напишале. Кое беше делото Ненад на кое што пишуваше Од Вилијам експликација? Шекспир, 12-та ноќ или нешто ти водици, едно од не знам, тогаш ми стана и некако и омилено, бидејќи Аха. од тие дела на Шекспир, бидејќи веројатно положив на приемен испит. И Убави спомени. така, има текст на општа култура, на општа култура и информираност, кој е доста интересен колку има познавање кандидатот за не само за театарската уметност и за филмската, воопшто. туку и воопшто за културата. не е така како- лошо. Животот, така. И што Тој е тест. не е така лошо, заради тоа што се помалку имаме од ова помладата генерација која Да. има голема количина на информации, се помалку се информациите од оваа област на Се помалку битните информации, све небитни некако информации. Инаку И после ние тоа на поминуваме во новинарство втор имавме круг. исто така прашање од општа култура за Тоа е за да се многу запишеш. важно, Така, многу да, важно. еден од трите работи кои што треба да ги знаеш, значи е текст да напишеш, да прашање од општа култура и третото сега не ми тикнува нешто што беше исто така врзано за новинарство, ама прашање од општа култура и тоа баги едно 100 прашања.
прашања беа за И одговарање. и натаму продолжуваме сличен е вториот дел со глумците. Добро. Каде што втор круг на А, има приемен. втор круг. Да, Имавме поминува втор круг, да. Како два имате втор филтри круг? се Ла-ла. потесен круг и од тој потесен круг се одбираат пак толку што има места, најчесто има малку Мал места, број 12 места на глума се кај нас на факултетот за драмски уметности, за режија не знам кај нас колку е, на факултетот кај што студира во Црна Гора, 5 вкупно, а тројца не примија. Аха. Така да доста е... Зошто е толку мала бројката? Нема потреба од повеќе. Па нема потреба од повеќе. А, не би требало така. Повеќе Да, не, има некоја проекција секоја година се примаат актери, имаме и приватни академии, имаме луѓе кои студираат во странство и има некој оптимум бројката, дека би било премногу кадар ако се произведува и повеќе, ако се продуцира Да, повеќе кадар. И тако е, тоа е доста стресен е периодот, само да Да, да кажем тоа е, поопуштено. Прв пат вака во пракса кога почнувате како режисер со представа? Од кога ќе ве примат? Со режирање почнуваме прво меѓу себе колегите на класата од режија, играме кај колегата, другите. ти режира. И нема си актер, посмешно тоа да, ние сме актери. Добро, што ти беше првата улога? Сити се мој. Тоа се етиди, вежби со етиди, такви, најчесто невербални некои задачи, не се ни од треба дело, да- туку се треба да се измислени. насмееш, треба да се и тоа е расплачеш. најстресниот период, ако тој период на прва година Студи? го положиш прво пред себе си да многу пати се прашуваш што правам јас овде. Исто и на глума. Истото и на глума ги прават тие вежби етиди, бидејќи тоа е на некој начин спуштање на земјот. Сите ние кога одиме, очекуваме дека ќе се запалат светлата на сцената за нас и ние сме Да. Тука сум И јас, тоа е само едно за спуштање мене на земја, постои на приземјување на студентите, дека прво треба да почнеш да научиш азбуката на театарот, на филмот, на уметноста воопшто. Да. И на тој начин сите школи на Балкан функционираат на тој начин. Па и во светот, да си кажеме, дека тоа се првите чекори, дека мора да се приземни. И понатаму на втора година, на трета година почнуваат вежбите, па делови од одредени дела, од представи, па ги замолуваш колегите од глума да дојдат да играат во тоа представа, па значи слично и вамо, така колку што знам, истиот е принципот. Тоа е еден убав период. Натаму како одат годините до крај на студиите, полесно станува. Најтешкото е на почетокот. Најтешкото е прва почетокот. Него му било полесно, бидејќи негова прва улога, уште како мал, беше мој брат во Велешки театар, во мојата прва представа. Значи не ни кажал дека играл веќе и знаеше како е. Он е искусен глумец. Да. На секој 30 години по една улога. А, не играше и во Медеја. Добро, тоа статист. Статист имаше и текст. Имаше и И текст. трема невидена. Да, режисирите ми се чини дека сме правиле разни муабети вака од дефиниција на тоа дека ако диригентот, нели, е оној кој што диригира со оркестарот, режисерот е оној кој што треба да диригира со тој оркестар, ама сум прашала неколку режисери и сите го имаат истиот став. Ма џабе диригираш ако не те слушаат овие другима. Џабе се правиш многу главен, така што не треба да навреме да го научиш ова правило, така Диригентите имаат предност дека ти учествуваат во самата изведба. Ние не учествуваме, најчесто поголемиот дел од колегите мои, бидејќи сме немоќни во тој момент на изведба, ние ги гледаме изведбите на нашите представи, сме некаде настрана. Не ги гледаш? Не гледам? Јас не, и уште добар број на мои колеги. А после веројатно снимка, некој снима, за да може да... После прашуваме, правиме анкета меѓу оние кои се... Што ти се верни, така, нели, нешто им на веруваш, така. Да, на кои повеќе имам доверба, кои сепак чувствуват на актера се. Да. Нешто што е непогрешливо на одредени актери кои секој си има во кој повеќе верува. Чувството на сцена, чувството на каква е квалитетот на изведбата, каква е реакцијата на публиката. Многу подобро детектираат самите актери отколку нас режисерите, ние ги гледаме финесите, дали некаде може би има некој пропуст во светло, во реплика, во некои технички детали. Веќе со текот на работата се губи критериумот, барем кај мене всеки зборувам само за мене. Понекогаш го губиме критериумот дали е добро или лошо, не знаеш, што се дека не излезе пред публиката и не се добие повратен одговор. Да. Значи, главни се сите, така? Сите се главни. Тоа да им Главни кажам. се и луѓе од техника.
Нели? Сите се главни. Без нив нема ни да не слушнат и Тоа е исто овие како во колеги, телевизија. така е. Тоа е тим кој што И мора да овде, функционира и така е една тоа. карика што викам, ако нешто не штима, Само една работа сакам да знам, ако ми кажеш искрено, какви се црногорците, онакви какви што ги доживуваме, ние какви што ни ги сервираат преку вицовите, не се све Зорица. Такви се и кога си на студии со нив, ти си оној кој што најмногу работи, а тие само се Ми е драго шлепаат што или? запознав една култура која ни е блиска, која во која само сум роден во таа заедничка држава, на друг живеев едно време од 5 години таму. Па стереотипи за секоја Така, нација знам, постојат, за знам. секој народ, ја не би се согласил со тоа. Нели? Баш поминав време со прекрасни луѓе, колеги и пријатели некој ден денес, баш вечерва ни пристигнуваат, утре ни гостуваат на фестивалот супер. од Црногорскиот национален театар. И можеме да кажеме анегдоти, ама дека генерално јас не сум баш приврзаник на тие стереотипи, дека Така, овие се да, вакви и тие чисто се така да ги нели го спомнавме фестивалот одлично, малку да нели Така да искористиме приликава и на гледачите се разбира да им кажеме што годинава Петре нуди и веќе во полн ек стартувавте, Вика 8 нека представи, трае. една премиера, 2 од странство, годинава по 4-ти пат фестивал. Ајде се да чујам. Ајде. Да. Па ни е драго, јас и мојот Зорица го отвори. Зорица го отвори, тоа мастрално го отвори со Ја гледаша? Сијадевме најубавото место кај што може да се гледа представата и мојот театар, Велешкиот театар, заедничкиот наш театар, ми е драго што втор пат од 4 изданија, втора година поред го отвараме со наша представа и го земавме тој луксус да бидеме ние главни, да почнеме за првата песна од нас. Се века ми се И може. 2 години имаме успешна премиера, баш нескромно да кажеме, многу успешна премиера и минатата и оваа година. И задоволството е дека на наш терен, на домашен терен, како светско првенство фудбал кога се организира, домакинот секогаш има една блага фаворитска улога кај публиката. И затоа имавме баш убава премиера и Да, тоа беше многу убава вечер. многу Многу убаво, убава вечер. баш убаво се чувствувавме. И за прв пат оваа година, како што спомнавме, имаме проширување на програмата на 8 театарски представи. И за прв пат оваа година имаме 2 представи од странство. Една од соседна Србија, од Народниот театар од Ниш и една од Црна Гора, Народниот театар од Подгорица. Доаѓаат со две познати дела. Од Подгорица доаѓаат со покојникот Бранислав Нушик во режија на Еван Савин, едно големо регионално режисерско име. Со актери од сите генерации, како од Црна Гора, така и гости во представата од Србија имаат. Народниот театар од Ниш доаѓа со представата Кој се плаши од Вирџинија Вулф на Исто така, Едвард Олбин, многу познат текст. Со наши драги колеги кои неколку пати гостувале, театарот од Ниш ни се многу близу овде кај географски, па имаме добра соработка. И така за прв пат оваа година добивме и од Министерство за култура поддршка и затоа можевме да прошириме програмата. Така. И се надевам дека наредните години ќе направиме еден добар регионален фестивал на популарни представи. И досега одзивот на публиката и на нашите гости е одличен, дека секоја година по толку што се можностите и малку повеќе правиме одреден напредок. Да. По првата година почнавме со 6 представи, сега сме дојдени на 8 плюс 2, значи на 10 вкупно, кои две останаа добра конференција, бројка. кои се стендап и на нашите колеги Да. Никола Тодоровски од Охрид и Сашко Коцев. И што е интересно, тие настапуваат и двајцата и како стендап. Имаат настапи, имаат изведби на нивни представи од детскиот театар со секс, лаги и како и да беше третото. Во режија на Коле Ангеловски.
Добро. Ни гостува Охридскиот театар, а Маната ни гостува со ултрапопуларната нивна представа 12. На вистина. Да, и го имаме истиот проблем како што го имаат Да, овде, немам исто. нема карти. Нема карти, џабе визата, да им кажеме само на сите што не гледаат по Покрај Скопски. Кој си Тоа, Купи така. па лани имаше за Да. ова година избегав од тој дел. Се криев за Да, за гратиси. не за гратиси, не Него? бараат гратис за ваквите представи. Бараат карти. Карти нема. Да. 380 места е нашиот, Да. 378. Да. И нема. И лани имаше еден човек за една представа, нема да ја кажам представата, купи отприлика околу 100 карти. Наеднаш. И оваа година направивме ограничување да не може да купува еден. Може би е цела фирма никако. Па некоја фирма, веројатно е. Ама не е фер. тој Може начин. да се случи некој да не дојде. Така, Јасно. да, па потоа Стојат да празни места, луѓе сакале да видат. Да. И Така да добра имаме и идеја, две детски представи. Имаме представата на Драмски театар, семејството Адамс. И имаме две детски представи. Уште една детска представа од Куманово, капетанот Џон Пиплфокс. Дали заборавив некого? Веројатно заборавив некого. Ако ти текне ке ни кажеш. Ќе кажам, ќе Знаеш што, зборувам. само многу важно нешто, Петра. Мислам, самиот збор Петра многу значи и веројатно на плеките на сите нам. Никак вас како актери, режисери, туку ни дава никакви, не знам како дека треба некакво некое има да отстои, да достојно да го представиме, нели сите заедно. Баш кај што Велес е градот од кој што тргнуваат многу нешта врзани токму и со него, така. Ако се сетиме на неговиот пат, на сето она што значеше Петра. Како е кога се бираат па сите тие, нели? Како е на плеките на никој кој што е организатор на таков фестивал, нели? Колку сте вие така, како да кажам, Петра, што за вас значи Петра? Па значи некоја, како да кажем, актерска величина која во денешни услови многу. Да се свртиш кон камера, не на Да те видат гледачите. Да те видат гледачите, не Тоа на... не сум глумец, затоа сум режисер. Добро? На големо име, не само според квалитетот, ако ти погледнеме филмовите или некои предтеатарски представи кои се снимени, тие се одлично одиграни, туку и според регионалното влијание кое го има во поранешна Југославија, играње на други јазици и самиот негов почеток, почнување од патувачкиот театар. Да мислите денес да замине некој во една голема неизвестност, во едно време кое е наистина тешко да замине во патувачки театар, бегање од дома. Така, да. И таа е една од поинтересните анекдоти вака гледано од дистанца, кога тој патувачки театар патувал насекаде и после одредено време пак се враќа по Велес. И сега не може да отиде дома, да ги посети неговите, тие се разлутиле за тоа што... Зашто го немало толку време. Зашто тоа што заминал во глумци, во патувачки театар, во тоа време па и не е баш некоја професија. Некоја високо цената професија. Добро. И за да стигне до самиот врв во поранешна Југославија, подеднакво и во театарот и на филмот, ако ги погледнете кои се филмови ги има снимени, колкава е таа филмографија и колку се значени тие улоги, колку мојата и вашата генерација ги памтиме тие улоги, со самото паметење, значи, оставил еден огромен трак во нашата култура, не само во театарот и филмот, воопшто во културата. И еден добар пример за голем професионалец, кога, ќе се надоврзам на тоа, за кога во моментот го правевме дизајнот на графичкиот дизајн на годинешното издание на фестивалот и се заблагодарам на Македонскиот народен театар и Ивана која работи таму, кој одлично ме подреде на архивата. И погледнавме некои од неговите фотографии, фотографии, покрај фотографии и реквизити, и лични некои реквизити. И најфасцинантно ми беше за учењето на текстот. Ја прв пат видов така, а после разбрав дека поставите глумци, баш постарите, кои со првата го учеле текстот со запишување на првата буква од секој збор. И тоа е на хиероглифи. Да, мислам дека сум го чула ова, дека тоа и Јанча и Игор потоа нели тоа е некаква дефиниција на учење на текст најлесно. И мене ми беше фасцинантно дека Мене ми е фасцинантно за првата буква. Да, од секој збор. Ја тоа ми е незамисливо денеска. Јас за Петра не знам приказна, но од Игор знам има раскажувано за Анча, заради тоа што Анча толку многу добро оделе текстови, таа ги знаела сите текстови на сите актери на сцена.
и вели ако некој тоа не е застане. чудно. Да, ама нели секогаш е таа тука, Нормално. ама и на другите Да. представи во кои што не глуми таа. А така. Да, просто значи она го само памти. го Просто слуша го текстот и го меморира. Да, меморира. да, И потоа вели ако нели нешто за Јанчо ќе Да. го каже текстот на прва. Топ. И тоа ви беше графичко решение за Не, имавме друго, од фотографии имаше многу, ама вака кога го погледнав, оти прв пат гледам такво Да, нешто и никој и не сум ни слушнал за такво нешто. После распрашувајќи се ми кажаа да, постарите глумци го користеа, а тој метод на учење на текст. Зорица како учиш Како текст? се учи текст стварно? Јас со препишување. Како препишуваш? Мораш да го напишеш за да ти влезе во глава. Како Или рисавска како? школа, Не, цк. така работам на улогата, уствари, и го меморирам и текстот, и секој текст го препишувам, неколку пати. Инаку го учам на првите неколку проби. Просто го гледам, го читам и го меморирам, тоа ми оди лесно. Така, ама веројатно актирите се за тоа актери, така треба да го Не имаш мора да некој. значи има луѓе кои што не можат лесно да научат текст, ама се прекрасни актери. Индивидуално е. Индивидуално е. Супер, Има добро. и некои што само учат текст. И така имаме. А колку е тешко да речеме после известно време, после неколку години да се вратиш на некоја представа? Епа, ке си Па ги не е најдеш многу цртичките. Не, мене не ми е многу тешко. Во смисла, нели, текстов се подзаборавил? Препишуваното да си го земам. Тоа викам, вака, не се препишуваното го враќам. Ама наоѓаш останува и- во меморија. Да, повеќе. да, останува. Телото памти. Телото памти, тоа е тој мизансцен кој што ние го правиме за секоја представа, или како се движиме по сцена, додека го говориме или не говориме текстот. Телото памти. Да. И кај сме се движели и што сме зборували. Супер. Ке почнеме со другиве прашања, пошто отидовме со време, ја имам уште прашања вакви, ама ајде да можеме. видиме сега за вакви Не, некои. ќе направиме само да не играме игри. Да, они гледаш, они не престануваат да зборуваат за нели Во за театар. вториот дел секако нема бегање, Зорица. Тоа е вториот дел. Сега можеш да се опушта на... Има игри. Има. Накусо, има се. Треба и песна да пеам, сакаш ти? Не. Знаеш да пееш? Не. Со која историска Тоа ќе беше интересно. Ќе беше интересно. Па да. Па кога глумел знае да пее. Јас само ќе пеам, но не мора да пее. Како Немаше ти да немаш сакаш, дар сигурно. гол. Нема да говорам. Добро. Немој. Накусо ќе ни ги одговарате прашањата, затоа што ако Брзо, збегаме брзо отиде време. така, чак, Значи, прво така, ајде, со која историска личност се поистоветуваш? Да речеме. Ама е лесно. Боже, драги, со ниедна. Не, Не. немаш никоја таква, так. Па, не. Добро. Нина? Брзо. Исто, не за историски личности. Па не баш. Не баш Добро. добро или добро? Ајде. Ајде, одмah немаме време. Многу сме скромни, Многу, многу скромно. стварно. Која е особина која не можете да поднесете кај себе? Ај, Нена, ти дојка се... Нестрпливост. Несрпливост? Да. Да. Што значи тоа несрпливост, Тоа баш значи вака раскажи дека ни? брза и остра реакција на некои работи На кои не све. се да паѓаат. А, добро. Особина која не ја сакам кај се... Преемотивност, хиперсензитивност. Мислам, особина. Да, Така да, така. од тоа произлегуваат особини. Ја пак со ликовива, ама измислен, омилен, измислен лик, според вас. Кој ви е омилен? Епа, Хари Потер. Хари Потер. Делбој. Не знам дали се сеќавате на таа една стара Делбој, да. англиска серија. Или ги на детски отидов. Не ми Ти на текна детски? Делбој врв, да. Да, продавач на пазар. Многу вешт, многу итер и секогаш возија. добро. Не е така добра особина денеска. Добро. Ова време следната година ќе бидеме милионери. Да, тоа му е омиленото. Каде и кога бевте најсреќни? Аха. Каде и кога бевте најсреќни? Јас сум сега. Не знам. Сум била повеќе пати сега. И сум Сега? најсреќна, да. Најсреќна. Тоа е нели нешто што доаѓа си оди. Да, јасно. Еве сега сум најсреќна. Имате многу повеќе моменти, не е еден. Да, Таа се секако, најчесто нормално. поврзани со семејството, Не, со прво што ти раѓањето паѓа на на децата и тие моменти се На секогаш. тоа одиме. Прво што ти паѓа на памет, мислам сега ако анализираме, има многу работи кои што треба да се набројат. Каков талент би сакале да имате? Со пеење. А немате? За пеење? Пеење, да. Сериозно, значи една од работите која многу ви сакам е музиката, а да сум толку неталентиран за Антиталент за музиката музика е... си. Да, многу.
Офлеле. Си се обидел некогаш да одиш да поднаучиш Сум се нешто обидел, од па џабе? затоа и знам. Затоа и знам колку не ме Моревли не веќе. Јас талент, па тие што ги немам, неќам ни да ги имам, не знам. За математика може би така да имам дарба да израчунам Да, со бројки, бе. 23 плюс 17 одма. Аха. 20 плюс 17 е лесно. Не Не е лесно. Не е лесно. Па 7 и 3 одма и 7 и 3, ама вака. Тука бланко ми паѓа зависата. Се што е поврзано со математика, тоа е Добро. еден озбилен уплав кај мене. да. Највреден предмет што го поседувате? Не се рачуна овде секогаш, нели, што ни текнува Предмет кој што е најскапо, вреден него како вредно и како... Семејство и пријатели. Ете ти. Готово? Новиот телефон, доста скап. Добро. мој мајко. Омилено патување? Каде и зошто? Ајде малку дека биде инспирација можеби за гледач. Милено патување. Завршуваме. Еве едно од патувањата. Херцег Нови ми е И мене ми е. град кој што многу го сакам. Зашто го сакаш, кажи ми? Имаш Не некоја знам, дефиниција не зашто? знам. Прв пат кога отидов, ќе се обидам да видам што пократко. Не, може да си разбереш. Беше за време на војната, Добро. почнуваше војната и јас заработив некој фин хонорар од представа. Си да се Вака, почистиш. и да, и ќе одам негде на одмор, како и секогаш сама. Во последниве години не одам сама. Тој период одев сама на одмор. И вака ја земав картата на Југославија, и вака напред. Так, Херцег Нови, не сум била. И прво отидов кај некои роднини во Краљево и од таму во воз стигнав до бар и се качев на автобус. Автобусот пристигнал во Херцег Нови. Вратата од автобусот се отвора, јас тапнувам и викам, јас го сакам овој град. И тоа трае до ден денес. И мене исто. Има Многу го најмногу тој сакам град. медитерански шмек тој Да, град. Многу ми е убав градот, Инаку не тамо знам не зашто. можеш да си дебел, ми се чини, Немаш- заради тоа што има немаш еден тие тоа. скали. 100.001 скала. Да. Вака е, на скал. 100.001 скала има. Да. Многу, ама Прекрасен баш е град. убав. Многу. Да. Ненад ми кажа или не? Не ни кажа, размислува. Не размислувам, јас секогаш убаво се чувствувам и кај нас и некако од помилените места ми е Охрид. Нашиот, кој ќе и доста често одам. Секогаш се чувствувам убаво и опуштено, дека ми некако наши и убаво. Добро. Задоволни, не беше тешко, готово, Да, еве ги поминавме овие Сега серија доаѓа први тешко. прашања. Сега малку да пееме. Да пееме. Па ни ова не е да пеам? тешко, па да. Да. Сакам да сум јас. Јас одбрав песна. Супер. Не знам дали супер, малку ми е висока. Добро, Ама ќе моја отидеш од дека да посветувам ни на пееш? Фаик Мефаиловски песната. Добро, Наш можеш? колега Ти помагам? театар. Да, Помош треба? можам не. Еве ти го микрофончето. За само песната си можеме треба помош. И текстот ја знам. И за текстот секој. има. Слободно Од подимате трема кој да не не те се мачиме подизгуби. многу до рефрен, Овде само важи. на почетокот застани си и готово. Само на почетокот. Ето така, на Тука првата сега коцка, треба и голема хореографија, коцка. така? Унапред Малку малце, за да понатаму. биде Ајде, подобро. хореографија, како сакаш. Ајде. Каква хореографија? Песнава така. Работи е. Работи. Пролета мина покрај нас, летото изгуби сјај. Песната негде остави глас, дали е ова крај? Песната негде остави глас, дали е ова крај? Сакам да сум јас детелинка, скини лист, среќа да ти дам. Сакам да сум јас детелинка, земи ме за да не си сам. Сакам да сум јас детелинка, скини лист, среќа да ти дам. Сакам да сум јас детелинка, земи ме за да не си сам. Воздух нем, го изгубив добриот глас. Добро, одлично, одлично. Да земеме воздух, да се напиеме водичка, после рекламите се враќаме назад. Со игрите.
Така е, никој како Зорица и Нинат оваа вечер. Да. Остануваме сега на оние игрите, не са тишки. Нешто знаеш, Нинат патуваше од Велес, па сега ќе му кажеме што треба да прави. Значи, Знај, Нена, така нема проблем, ќе изиграме, ќе играме прво направиме кој сум се. јас или играме прво? Ајде, кој сум јас, Ајде, кој стандардно сум да јас? се почне. Кој сум јас, едноставно, оној кој што го имате напишано на овие очила, треба да го исклучи, да ве погодите. молам Само да само видам далечинскиот Добро. за од телевизорот. Ќе ни помогнат Ако колегите, може. за да не ги видите имињата, ако добро гледате. Треба Не да гледаме поставувате на тоа. прашања на кои што може да се одговори само со да и со не. Повели? Ова е моја? Да. Добро. Ако нешто... Добро, ништо. Повели? Што не? Сгрешив нешто? Да. Кој? Да. Па да ја сгрешив. Па дај да ја преправам. Дај Чекај, малце. ја сгрешив. Друга Да, пејачка. Друга пејачка, ајде да не кажеме која, ама да ваква. Да. Значи прво прашање дали сум пејачка. Така треба да кажам. Така од играта. Добро. Лесно е, да. Ајде. Ќе видиш. Што нема да погоди. Повели? Да. Ајде, ако е се јасно, може да почнеме. Време тече. Битно е кој почне. Тераме небитно. Можете и еден... Еве ќе почни ти да прашуваш за да знае да свати Нинат што е муабетот со играва. Пејачка сум. Пејачка си. Се јас треба ли? Не, нека прашува. Млада, стара. И Па не се прашува такви работи. Значи, наша многу познат. Ај, не, ама не така, не ајде, може што да и не, што не. Само да Да, е да. добро. Да не сум калиопи. Требаше да го оставам првото име. Варно сега. Многу познат. Ај, кој сум јас? Кој сум јас? Ти си, па, прашаме. Јас Многу ќе ти кажам познат. со да и не. А, пејач ли сум? Да. Ајде. Ајде да се сврти режисерот Да. на камерата. Те режираат. Нема. Бара нашиот режисер. Музика, Да. актуелен моментално. Секогаш. Секојаш актуелен. Да. Помош ти треба да ти шепна. Гаво Јаневски. Стварно не сте фер. Не сме фер, па погоди ја одлично, браво. Да го Видовите погодите. сме малку Калиопи. Малку сте Браво, Владо поздрав Јаневски. до Калиопи. Требаше да ви дадеме. Поздрав и до Владо. Стварно многу, Влада ако си не го нон-стоп познавам, актуелен, си Калиопи го го Така е. познавам. Прекрасно. Многу ја сакам. Кој ќе стави? Ај сега да ве видим. Ставај Нинат слушалки. И јас бирам. Ти бираш. Така и- Три Да, зборчиња три ти, па потоа зборчиња три, ама со отварање на уста, Отварање играта уста се само. вика читай ми од уста. компликација. Уште еднаш. Комуникација. Да. Комуникација, браво. добро, браво. Чекај, уште Уште? имаш. Уште две. Уште две. Да. Ајде. Кавијар. Нешто ти се јаде. Не. Клавир. Карамфил. Карамфил, браво. Браво, чекај уште едно има Нинат. Ајде. Ананас. Аналогно. Така. Аналогно. Ајде, Ајде, промена. Ајде, Да видиме видиме сега како како ќе ќе се оди. снајде. Ајде. Кате ти не треба да погледаш како. Турлитава? Опа! Браво. Добра си. Дефиниција? Молим, Кај, знаеш? Па не, затоа што стварно многу убаво. Сега тешко. Ај пак. Многу руч. заглавивме тука. Ај пак, почет. Ти, не ти. 3. 30, не.
3 е првата. Ај са 3 не ми го кажуве после. 3. Ај уште еднаш. 3. 3 глицериди. Така е. Готово, помина, па брза си. Тоа е Брза она си. што е многу страшно кога имаш, нели, во таа крвната слика. Тригли. Не ми се случи. Одлично. Да. Ајде Ајде малку сега. да цртаме. Ајде. Цртаме? Ајде Да. цртаме. Знаете? Не, мислам играва, не ја знам. А, не, ама знаеш да црташ? Ќе видиме. Дали? Ето што има табличка. Не верам дека знам, ама... Па са добро. Дали да бидеме добри, да им речеме она што знаат најдобро или Не, она што да се нацртаат едни Така, од другиот климачиме? како предмет. Како предмет. Асоциација на Да. предмет. Чекај да видам само кои фломастери се подобри. Асоциација на Е, па предмет. сега, На каков предмет те асоцира да речеме нема. повелата, тоа работи, кој работи? А ми треба време. Повелина? Време да размислам. Ајде. Од другата страна има гума, односно Брижач. брижач. Ајде, видиме. Ненад сега заборави дека пеев Калинка, Детелинка. Детелинка. На, заборави на Имаш тоа. многу асоциации. Зашто ќе те нацрташ детелинка? Да му кажам. Да заборави, рече дека ќе ме оценува со песната до крајот на живот. Да, тешко е. Тешко е? Тешко е, тешко е. Тешко е како... Вака забавно звучи, ама тешко е кога ќе седнеш да го... Не брзам, а толку... Не бе, не Ајде, ќе брзам, го ставиме не прво брзам. брзи бевта со игриве Треба да претходно. разговараш за да не биде досадно. Не, ќе пуштат фонче малце и ќе уживаат во кадрите. Предмет. Да, се знаеме многу. Да. Тек на мене. Може Ова би е како одмак полесно. на што ќе те Може би асоцира. е полесно кога не се знаеш со некого. Го црташ првиот впечат. Готов си. И два потега, чак, чак. У, Ненаде. Пикас? Да. Чекај, Пикасо. кри. Капенце. Браво, Така ли? браво, да. Значи, И шулјака. баш убаво го нацрта. Убава шулја. Браво. Со два потега, браво. Епе се може не пее, ама црта. Да. Убава рече. Леле, ова требаше да биде правоагол. Добро да. Еве Да како речем. замислиме. Сега е квадрат, ама шо ти е гајла? Кафето е, Зорице, ако може во денот. Без Кафе ама пиец, без кафе и тоа во големи количини. Не, мој човек. Цигари, ама сега отиде сме во програма. Да, Зорице, дека не од кажа. цигарите Да, не за Ама кафе, ќе ги оставам, та цигарите многу. Цигарите да ги Да. оставиш, мене ми Страшно, устеа, ама страшно. кафето никако да го оставам. Што е? Телевизор? Не. Не, чекај сега, ти што? Добро. Да. Таман си е. А, Да речем. телевизор? Телевизор, ама Ма не е ли плазма? не е Од плазма. старите. Старите, ова. Затоа е добар. Со антена. Ретро телевизор. Тоа е добар. Да речем. Црно-бел? Не. Убоја. Сонце. Да. И смешко. Телевизор? Уклучен во сонце? Да. Зошто? Тој се многу креативно. А, како да го објасниме? Како да го објасниме? Па, Ненад е млад режисер со искуство на возрасен, затоа го нацрта стариот телевизор, и многу големо познавање на човечката душа. Затоа вака сакав и полни информации, израчен никогаш може да биде и гласен, еве и звучник ќе нацрта. Ама тоа е се со право. Аха. Така. И приклучена на фина енергија. На оваа сончева во убава. Бога ме, многу бава асоциација, Хубаво ти да. ми спопали, јас со кафето останам Да, со една таман е шолја. кафето, таман. Една шолја кафе што сте има во една шолја Нели? кафе. Многу нешто. Има. Така е, да. Така да, супер, точно. Океј, пошто Ненад нема да ни пее, одиме да реклами и потоа последната игра. А таму, Бога ми, ќе се потрудиме малку со Дали е кошар? вештините, Да. да.
кошаркарски. Сакате некоја друга игра? Ќе смислиме нешто. Сакате жмурките? Да киднеме позади. Да ме снима. Вие да не барат. Ако гостите останат до крајот на емисијата, ќе имате можност да ги видите и во последната игра. Така да бидете така, па изненадите се. Реклами. Нина, добро е што брзо на ке велас, инаку толку ке беше од емисијава, така не Не, ама навистина искрено голема благодарност тебе пред играва, пред крај сме уште некоја минута имаме, затоа што знаеме во каков хаос си, во теке, нели Петре, фестивалот, навистина ни е драго што успеавте да најдете време, посебно ти име, да одвоиш време, да не дојдеш во емисија, па и да играме игри. Име, секој што ти треба, кој ми е поголема гужва, викаме мака да играме повеќе. Не е проблем никаков. Гостите сега се изненадени. Гледам на телевизија, викат, браво, директорот ми го. Ето така, значи... Поздрав до директорот специјален. Да. До Жарко. Жарко, поздрав и од нас. Поздрав, Жарко, многу те сакам. Ке видиш ти. Фала за тоа. Значи сега, Зорица, можеш да си користиш се, значи да му речеш нели, секако што мислиш дека нешто. Значи, фрлате едниот по другиот. Финтата е нормално некој да погоди кош, со тоа што сами си диригирате како да застане другиот. Добро. Со можност да, нели, да вас ви биде полесно. Дали, ако е високо кога играш дома со Алексеј, кој победува? Победува он, јас нон-стоп трчам се, не знам, затоа рачунам кој ќе ги собира топчињата. Ке ти искаш од камерите, ти ке трчаш на Кевелас. Ти на Кевелас не ќе собирам. Ништо јас ке со... Еве јас. Океј. Да почнеме? Ајде. Добре, вака. Да, само биде мирна така, за да вршиме што можно побрзо. Опа, чекајте, Зорица. А сега сум ја. Да, како, дали ти е окей, дали да спушти Па да мислам малку да се нанапред? спустиш малку. Ајде. Мада... Не... Браво. Ајде. Зорица. Ти си Зорица. Ајде, можеш да кликнеш? Ајде што да... И малце напред главата. Значи, мислам. Ајде сега ти. Ајде. Погоди? Не. Не! Сега шестото? Не брзај, не брзај. Имаме време. Смеам да се мрдам, така? Смееш. Не, само, ама... Па кажете дека смеам да мрдам. Зорица за погоди. Дали ти се верува? Еве уште една. Еве уште една. Само малце напред главата. Чекај. Не А беше таман мислев на Срба. Не што ја ќе играм како центар, како Јокич, од дистанца. Добра, ајде. Еден. Еден, во остана ти да решиш дали... Ајде за малку, добро. Стварно ќе се пријавам на Србаева. Ненад, кажи ми Екипа само... само свртете се наваму, не, Да. публикава, можеме тука полека да се одјавуваме. Само што никоја музика имаме, јас само да прашам Ненад, која поишате бинди сами, во која улога поиша, во мајка или во господја министарка Зорица? Различни представи. Добро. Во секоја Зорица, скоро во секоја за тие што пише, нема да мислам, што ми кажа, ali знае. Да, значи, тоа е идејата, дека... Јас и Зорица сме многу искрени едни спрема други. Оно што ми го кажа пред да почнеме со мојавето, рече дека не би го минјала Јурна, каже презентирано Джинот Театрот заради тоа што има одличен тим. И нема Тапшење не се суети. станува подобар. Со искреност се станува подобар. Значи, ако нешто не направиш како што треба, а сите ти викаат браво, супер беше, Џабе. лошо е. Така да убаво е кога ќе ти каже некој ова ти е добро, ова не чини и се надградуваш и стануваш подобар. Така се прави добар театар. Така се прави се добро. Да, кога суетата малце ќе се Каква суета? Суета во театар? Треба да има. Нема. Да, А така е. суета кај режисери? Нема. Има. Има, ама Има не и треба да глумци, има. има кај сите, само е работата да биде усмерена таа на некој начин кога ќе добиеш негативна критика, тоа те повредува, ама да биде
и мотив повеќе Така е, за да бидеш тргнеш подобар. подобар. Така е, да. Може уште еднаш само да им кажеме, и знам дека нема карти веројатно, ни да купат, ни да гледаат, или има уште Уште некои? колку остана од фестивалот? Остана уште цел фестивал. Вечерва ни е стендап настапот на Никола Тодоровски, утре ни е Црногорско народно позориште со покојник, задутре ни е Охридскиот театар со представата која нема да го кажам целиот настав. Следната недела продолжуваме, ако имаме време да ги кажам на Кажете брзина ги, сите, следната недела продолжуваме со драмски театар фамилијата Адамс. Понатаму театарот од Ниш со кој се плаши од Вирџинија Вулф и детската представа Капитанот Џон People Fox. За третата недела да ни дојдат Македонски народен театар со представата 12 и свечено затворање на 16 април со стендап настап на Сашко Коцев и доделување на награди за најдобра машка, женска улога, за најдобра представа и за најдобра режија. Одлично, добро. И само да те прашам, има никогаш слободно место тамо во Джинот кога има представа? Има. И што е следно кај тебе? Да се Кај мене наврзано. следно е дека само ќе играм представи навечер, дека не подготвувам нова представа. Колку подготви последниот период правевме муабет? Па од септември до сега 4 премиери. Леле. 2 детски и 2 за возраст. Не стасавме, да кажеме, мајка, една представа, Господја министарка? една тажна и една весела. Така. Така е, да. Беа тешки за Убав подготовка, период. Зорица? Па беа емотивно тешки, ама вака не. Така не. И напорни за подготвување, нели? Напорни и вредеш. Да. Да. Вредеш. Типа вредеше што ни одвоите Вредеше време уште еднаш што и што трчаше, добро. мислам, Да. трчаше со возењето да стигнеш некако. Да. Работеваш, јас не гледам телевизија воопшто. И ја не сум запознат на која емисија дојдов. Добро, и како вака? Од прво ќе дојдеш па како те викнеме или усред Ми е фестивал? интересно. Добро, тогаш. Не беше ништо страшно. Не беше страшно. Така, да. Добро, тогаш. Ќе се видиме, верувам, за брзо време, во некоја следна прилика, успешен фестивал, успеси во Велешкиот театар и нормално само за убави работа. Ви благодариме вас за интересот за да споделиме некој дел и од нашиот професионален и од нашиот приватен план, и малку да се поиграме. Секако, секако. Се да најдеме, знаеш како одите. да. Еден убав микс. Им благодариме на новен. Тешко е ова не е тешко. ама ова. Поручка јас ќе Фала, го колега. придам самиот крај. А кога сме кај крајот, да, само ќе се одјавиме до утре, затоа што како и секој работен ден, така и утре 5 точки ви ветуваме и пеење, забава и нови гости. Така и ќе играат кошарка. Татко Додека и не син. се досади. Татко и син. Татко и утре син, музичари. Боби и Роберт. Супер, Поздрав ќе до утре. Чао. Чао.